направивме напор да разговараме и со тренерот на Работнички Роберт Певник, меѓутоа тој сепак се реши да се концентрира во пресретно во финале на она што не очекува во следните 90 минути. Илиската тројка на чело со Спирковски во договор со двајцата капитени Борче Маневски и Фисник Нухију, обете десетки во редовите на денешните финалисти на купот, очекувајќи го од 14 часот за почеток на 20-тото финале во Националниот фудбалски клуб во самостојна Македонија. Уште еднаш на брзина за почетните состави на двата тима. За Работнички Шишковски на голот, во одбраната Брдаровски, Василев, Живковиќ и Пандовски, во средниот ред Тодоровски, Деспотовски, Дарко Велковски и Крсте Велковски и во нападот Ангелов и Маневски. Мало изненадување можеби одлуката на словенецот Певник да му даде шанса во стартниот тим на младиот Ангелов, а не на многу поискусниот и релативно поекспониран во македонскиот фудбал Бошко Ступич, кој е на клупата за резерви. Во екипата на Ренова Зендели ќе биде на голот, во одбраната од десно налево Велија, Степановски, Ристов и Симовски, Силјановски, Бајрами, Нукију и Гафури во организација на играта и Јанчевски и Андонов во нападот, значи подсетување ги нема Емини и Пандев на овој надпревар, не само меѓу првите 11, туку и на клупата за резерви, значи воопшто нема да може да му помогнат на својот тим во овој финален надпревар. Беше доведен во прашање настапот на уште неколкумина играчи на Ренова кои се жалеа на повреди, оспособени се за настап во прв ред, тоа важи за најефикасниот стрелец на тетовскиот тим Бобан Јанчевски, кој сепак е предводник на нападјачката линија и на тандемот со Маријан Андонов во денешниот надпревар. Иако не се согласува со одлуката на Спирковски, тој покажува удар од аголот за Ренова. Го изведува Гафури, центар шутот на му каде што е најгусто и 1:0 водство за Ренова многу рано уште во 11-та, 12-та минута од надпреварот. Висок скок во 16-тникот како награда за ова ангажирана игра на фудбалерите на Ренова. Во овие почетни моменти од надпреварот стрелец е стоперот Ристов. Уште еднаш корнерот на Гафури на 5 метри. Беа сконцентрирани фудбалерите на Работнички на поинаква локација од позадина, од втор план Сашко Ристов, централниот дефанзивец на Ренова за водство на тетовскиот тим. И повторно опасна топка. Овој пат недоволно за опасност и од втор план на шут на Силјановски, така е. Задоцнето во неколку ситуации тоа го прават фудбалерите на Работнички, нема правовремена топка, барем мене така ми се чини, и потоа акцијата запира, не се користи онај можеби дел од секундата кога треба некој да биде isфорсиран за да може акцијата да продолжи многу поблиску до голот на Зенделиеве, обид на Маневски и крај голот. Ова е најфудбалскиот потек на фудбалерите на Работнички во досегашниот тек од надпреварот. Едноставно текот на случувањата на теренот претпоставувам дека би налагале такво нешто. Се разбира, изразито опасна знае да биде тетовската екипа, имајќи предвид колку непријатни напаѓачи има во тимот. Можности, одбива Шишковски по шутот на Јанчевски. Имаше 100% шанса Бобан Јанчевски во оваа 48 минута да го реши пред време ова финале. Чиста позиција, без малку 1-1. Деспотовски. И во првото полувреме најголемиот дел од акциите на Работнички одеа по десната страна преку Тодоровски. Тој сега е форсиран, може да нафрли. Добра финта. Еве центар шут. Прекасна. 1:1 Борче Маневски. Во 53-та минута од надпреварот. Прва шанса и огромна радост на фудбалерите на Работнички. Најефикасниот играч во шампионатот во редовите на скопскиот состав.
и звонредно инстинктивно реагираше, откако огромни, би рекол, најголемиот дел од заслугите за овој погодок одат на адреса на Благојче Тодоровски. Од непосредна близина во пад со глава Маневски, кој искористи тоа што неговиот чувар веќе бе на земја и имаше загубено рамнотежа. Го потврдува тоа и оваа ситуација најдобро. Немоќен беше и Стуат Земдели со погодокот на Маневски во 53-та минута и израмнува работнички на 1:1. Интересно ќе биде да видиме како ќе се однесува Ренова во продолжението од овој надпревар. Веројатно логично ќе беше да се повлече како одминува времето, ако го задржеше воството, но по израмнувањето на Маневски едноставно веројатно ќе биде и ризик Ренова да игра во класична дефанзива и тоа не го прави секако. Туку се обидува да оди со што повеќе фудбалери во теренот како во оваа ситуација. Еве шанса и водство од 2:1. Погодок за екипата на Ренова. 2:1 во 20-та минута од второто полувреме. Стрелец е Симоновски. Од втор план успеа да влезе во противничкиот 16-тник. Еве прекрасно додавање. Задоци таму Василев излезе да одбрани Шишковски да го затвори аголот, но ја подкопа, што се вели, оваа топка Симовски. И фудбалерите на Ренова повторно доаѓаат до предност од 2:1 во овој случај во 65-та минута од надпреварот. Токму во моментите кога работнички почна да дава знаци дека е решен да нападне и да брка втор погодок. Нема да жалат премногу фудбалерите на Ренова за ова што им се отвори како можност, евентуално и за пред погодокот, и целта веќе им е безмалку остварена. Едва и 30 на секунди до последниот свиреж на Спирковски. Не со една, со две раце се нивните фудбалери на престижниот пехар. Гафури. Повторно статична одбраната на работнички и ставена е точка на оваа победа на Ренова со погодокот на Гафури, на Ар Гафури во 93-та последна минута од надпреварот за сигурен триумф на фудбалерите на Ренова. Застана дефанзивците на работнички. Едноставно, како да го поканија противничкиот фудбалер да се прошета меѓу нив во 16-тникот на Шишковски. И на крајот, откако не можеше да ја одолее на таа шанса, Гафури погоди во аголот од мрежата на голманот на работнички за конечни 3:1. Жолтиот картон ќе му биде само спомен повеќе за убаво сеќавање на ова финале. Ренова прв пат актер на завршницата на македонскиот фудбалски клуб и завршува со победа од 3:1. Ренова е освојувач на 20-тото издание на македонскиот фудбалски клуб. 3:1. Триумф на работнички во финалето во Штип. Радост на фудбалерите во синобели дресови. Исполегна на земја избраниците на Роберт Певник, кој остана без зборови во финишот од оваа средба. Ќе мора да се констатира, едноставно беше подобар противник во најголемиот дел од надпреварот, тимот на Владко Костов, и на крајот заслужи и да триумфира. Доволно подобра Ренова за победа од 3:1. 13-та минута Бајрами, 53-та Маневски за 1:1 и потоа 65-та Симоновски 2:1. Во судинското надополнување Гафури за триумф на екипата на Ренова против работнички со 3:1 во 20-тото финале од купот. Ренова им се придружува на Пелистер на победа, Цементарница Башкими на Македонија, Ѓорче Петров на Тетекси на Металургско по 1 трофеј. Работнички го доживеа вториот пораз во финале од најмасовното надпреварување кај нас. 2 трофеја има составот од Дебар Мало, меѓутоа едноставно не можеше на овој надпревар во пресметката со
екипата на Ренова која беше по-конкретна, која едноставно знаеше, беше можеби поумерена, посмирена во одредени фази од надпреварот и знаеше како да одигра за да дојде до посакуваниот триумф. Имаше и објективни пречки во составот на Работнички, она повреда на Пандовски, можеби ги измести работите, но кога секој се собери и одземе, Ренова одигра позрело во ова финале и заслужено го освојува пехарот. Уште еднаш радосни фудбалерите на Ренова, собрани околу раководството на Фудбалската федерација на Македонија, начело со председателот Хаджиристевски. Им честитаме на победничката екипа, им честитаме на екипата на Работнички која што беше дел од оваа голема финала. Ова треба да биде свечениот момент што никогаш нема да го заборават фудбалерите на Ренова. Ќе остане запишено дека по премиерната титула шампион во 2010 Ренова ќе го освои и Куп Пехарот во 2012 со триумф во финалниот надпревар. Јубилеен 20 од ова надпреварување против екипата на Работнички со 3:1 овде на стадионот во Штип. Се одолжи целата оваа манифестација, сосема слободно речем малку непотребно. Меѓутоа, сето ова на крајот ќе остане во вечни сеќавања на навивачите и секако на фудбалерите на Ренова кои на теренот во изминатите 90 минути ја заслужија, ја заработија втората клубска титула во својата историја, прва во Купот на Македонија. Ова се чекаше очигледно. Да се додаде макар и вештачки малку гламур, спектакл на најсвечениот момент на јубилејното 20-то издание на фудбалскиот куп на Македонија. Со златниот медал наградите капитенот на Ренова Фисник Нухиу го подига и победничкиот пехар, наменет за освојувачот на купот во 20-та сезона од како се игра фудбал во самостојна Македонија.